И втората жена на која и беше направена обдукција по ексхумацијата минатата недела, починала од насилна смрт. Ова го покажал наодот на Институтот за судска медицина. Според неофицијалните информации од истрагата, телото на жената на околу 40 години од Нагоричане, за која исто така постои сомнеж дека е жртва на 25 годишникот, било прегледано од лекар пред да ја погребаат, но нејасно е како не биле забележани траги на насилство и не била побарана обдукција. Врз основа на информации добиени во текот на истрагата, обвинителството нареди ексхумација на тело на уште една девојка. По ексхумацијата, сега за сега можам да ви кажам дека смртта е насилна, меѓутоа обвинителството за брзо време ќе ги добие сите информации во пишана форма и од ДНК резултатите и од обдукцијата и понатаму случајот ќе продолжи да го работи обвинителството во склоп на нивните надлежности. Идната недела ќе бидат готови резултатите од ДНК анализите на примероците земени од двете жени за кои истражните органи се сомневаат дека се убиени од 25 годишникот од Драгоманце. Иако помладата жена била погребана пред 1 месец, на судска медицина успеале да обезбедат доволно материјал за испитување, кој треба да покаже дали и таа и 78 годишната старица од Челопек се жртви на истиот убиец. Земани се примероци и од осомничениот за ДНК испитување, врз основа на кои ќе ги споредиме трагите од ДНК што се најдени на телото од двете засега обдуцирани жртви. Во меѓувреме од обвинителството информираат дека деновиве тим на експерти ќе направат психијатриска проценка на осомничениот. Во текот на оваа сложена постапка се вршат распити на лица, а ќе бидат обезбедени сите други потребни докази за целосно расчистување на случаите, но во оваа фаза од постапката во интерес на истрагата не може да се споделуваат повеќе детали, велат од обвинителството. Покрај овие две жени жртви, неофицијално истражните органи се сомневаат дека 25 годишникот е серијски убиец, кој извршил уште неколку вакви кривични дела, но засега не се побарани други ексхумации. Тој претходно и бил познат на кумановската полиција по извршени тешки кражби. Од минатата недела е во притвор, а повозрасна жена пред камерата на Сител сведочеше дека најверојатно и таа била нападната од истиот осомничен. Александар Динев, Сител телевизија.